проблем што настана со охридскиот краб. Знаеме дека охридскиот краб живее во Охридското езеро и припаѓа на ципринидите риби, а ципринидите риби бараат температурата на водата да биде негде повисока од 15 степени, претежно тука доаѓаат и да се измрестат, претежно во пределот на трскава. А знаеме дека ние билјарени извори кај Милениум Палас, кај мостот билјарени извори, доаѓа изворска вода од билјанени извори и се меша со водата на Охридско езеро. Температурата на водата на билјанени извори е негде пониска од 15, негде 10-11 степени Целзиусови и се меша со водата од Охридското езеро и која температурата на вода опаѓа, а знаеме дека крапот доаѓа сега овде да се измести во пределот на Трскава кај Милениум хотелот и во тој случај, ако температурата е многу пониска испод 15, испод 14 или испод 13, доаѓа до негова блокада на сите функции на крапот, од исхрана, движење, метаболизмот, се блокира и природното местење и во тој случај крапот неконтролирано се движи во пределот на Трскава, во езерово и станува плен на легалниот и нелегалниот излов на Охридско езеро. Дали тоа ќе биде со мрежи, дали тоа ќе биде со некакви канџи, ќе биде повреден и оштетен, и во тој случај се оштетува и за жал имаме негде еден уништен краб или изловен неконтролирано, дали било диво или легално или нелегално, имаме губитоци негде од 700.000 до 1 милион икра. Ја мислам треба во оваа ситуација да се мало не размисли на локално ниво, да се продискутира на владата на Република Македонија, да се створи контакт, крапот, да може кој ќе доаѓа да се мрести во овој период од годината, да може преку посебни канали, да може да има контакт со Охридското блато, таму да се измести каде температурата на водата во блатото е повисока од 15 степени, скоро 20 степени. Се случи една голема еколошка, би нарекол, катастрофа, што неконтролирано се уништи голема количина на крап овде. Знаеме дека јас би рекол дека трагедијата е поголема што се уништи во еден крап од 700.000 до 1 милион икра, кој ќе се добиеше помалку, ќе се вратеше во Охридското езеро. Мислам дека ипак овде е во прашање човек фактор што се блокира влегувањето на охридскиот крап во Охридското блато за природно да се инвести поново да се врати и крапот како матица, а нормално да се врати помалку кон водите на Охридското езеро. Во какво состојба излегуваше крапот? Се појавуваше на површината на водата? Крапот, јас го видов овде, граѓаните ме запреа, ме прашваа Лазо, молите како екологиста, бараме ти да ни кажеш, беше во ситуација ошамотеност, рекол ошамотеност, немаше контрола во движење, не можеше над вода да стои, беше превртен, не реагираше и стануваше лесен плен или на легалниот или нелегалниот излов на овие кои ловат. Поголема количина на крап? Јас мислам беа огромни големи крапеви од 3 до 5 кила големи, што за жал оние што и даваат најквалитетна икра и од кои се добива најквалитетен продукт за да се заштити